Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание за денеска. Еве што издвојуваме. На железничкиот премин Табановце поставени се два нови објекти наменети за мигрантите. Рейтинг агенцијата Стандард и Пурс го потврди кредитниот рейтинг на Македонија во ББ- со стабилен изглед. Албанската полиција заплени 3 тони канабис. Нашиот ракометен женски првак ЖРК Вардар денеска во Јане Сандански го вгостува Ѓер во воведното коло од новата сезона во Лигата на шампионките. За преостанатото бидете со нас и по рекламите, третиот дневник тргнува во 20 часот. Добро вечер, трет дневник на К3. На железничкиот премин Табановце поставени се два нови објекти наменети за мигрантите. Наскоро информираат надлежните ќе бидат поставени уште 4 кампа. Предходната недела поставена е ограда и метални столбови и просторот сега нуди солидни услови за краткиот престој на мигрантите на нивниот пат кон Србија. Два нови објекти поставија активистите на Црвениот крст од Куманово и Скопје денеска и вчера кај пунктот за помош на мигрантите во Табановца. Според информациите на Црвениот крст и невладините организации, наскоро ќе бидат поставени уште 4, така што нивниот број ќе се искачи на 6. До сега има 16 објекти, од кои 14 ги користат мигрантите, а во двата од нив Црвен крст пружа помош на лицата кои кратко престојуваат во Табановце, пред нивниот пат кон соседна Србија. Завршено е и тампонирањето од пунктот се до границата, поставена е и ограда со жица и метални столбови. Надлежните информираат дека наскоро ќе бидат поставени дополнителни тоалети, 5 за мажи и 5 за жени. Пунктовите ќе имаат грејење, ќе се прошири просторот за дистрибуција на храна, облека и обувки. Воедно ќе биде поставена и канцеларија за ИТ подршка. Дневно поминуваат од 3 до 5.000 мигранти, но има и денови кога поминуваат по 8.000. Носиме храна, облека, посебна програма имаме за деца и бебиња до 10 годишна возраст. И секој ден сме 24 часа со смени тука со наши активисти, наши волонтери, студенти, средношколци и нашите вработени што се од Сојузот. Црвениот крст постојано е на терен, ги помага мигрантите. На пунктот за помош на мигранти на Табановце дневно пристигаат околу 2 до 3.000 бегалци. Црвен крст има за задача да им подели храна, пакети за лична хигиена, посебно за мажи, посебно за жени. Имаме исто така и пакети за бебиња, памперс, шишенца за бебиња и млеко. Од интервенции дневно имаме околу 100 до 200 интервенции. Најчесто ни се жалат на настинки, главоболки, болка во мускулите. Во последно време, со оглед на временските услови, имаме најчесто и температура. Во периодот од 8 часот од 16.10.2015 до 17.10.2015 до 8 часот издадени се потврди на вкупно 3184 странски државјани, од кои 189 се деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против МС, српска државјанка, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело измама. Таа во текот на 2015 година на 3 лица од Кратово, Штип и Радовиш, како и на членови на нивните семејства, лажно им ветила дека ќе им организира патување во Германија, каде ќе побараат азил. За услугата пријавената им зела пари, стекнувајќи се со противправна имотна корис од 3.330.000 евра и 2.000 денари. Младинскиот центар Мултикулти одржа работилница на тема Уметност на рециклирачки материјали, која е дел од проектот Мултикулти Коцка, во кој учесниците на проектот, освен што се запознаваат меѓусебно, целта е да ги бутнат меѓуетничките и јазичните бариери преку уметничко изразување на рециклирачки материјали и формирање финален продукт за железна коцка.
Младинскиот центар Мултикулти одржаа работилница за рециклирачка уметност, на кој работат двајца координатори во рамки на проектот Мултикулти Коцка. Целта на работилницата е членовите да се запознаат меѓусебно, да ги бутнат меѓуетничките и јазичните бариери преку уметничко изразување на рециклирачки материјали. Финалниот продукт се состои во изработка на железна коцка во која ќе бидат објавени сите работи од 4 работилници. Целиот проект е финансиран од UNDP. Во него има 4 работилници се држат, има сега каде се наоѓаме Recycling Arts, после имаме Social Rights и уште 2 утре имаме, тоа е драма и имаме перформанс од физички театар. Самиот проект е базиран на неформално образование во кој треба да се создаде еден финален продукт кој што ќе биде дел од визуелна уметност, каде што учесниците имаат можност креативно да се изразат и да се создаде интеркултурен диалог. Во рамки нова работилница, учесниците ќе треба да се запознаваат меѓусебно, да ги бутнат меѓуетничките и јазичните бариери преку уметничко изразување и користење на рециклирачки материјали кои што за останатите луѓе околу нас се само ѓубри. Се користат различни материјали, работилницата се вика уметност од рециклирачки материјали. Значи се користат материјали кои што еднаш имаат еднократна употреба и повеќе веќе не може да се употребуваат. Значи хартија, пластика, најразлични метали, стакло или било што и да е во финалниот продукт. Нивната задача е да искомбинираат и да најдат некои финални решенија од сето тоа. Освен работилница за рециклирачка уметност ќе се одржи дебата, модна ревија и драма. До крајот на ноември ќе се одржат 12 работилници. Во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во Куманово стартуваше наставата на ромски јазик кој ќе се изучува во наредниот период. Освен во Христијан Карпош, наставата ќе се изведува во уште 3 други училишта во градот, што генерално ќе треба да придонесе за поголема едукација на ромската популација. Ова е важен ден за ромската популација во Куманово, затоа што се стекнува можноста за поголемо знаење во животот. Елвира Мустафова, професорката во Христијан Карпош, истакна дека засега интересот за ромскиот јазик е добар, со тенденција да биде зголемен во наредниот период. Наставата е предвидена да се одвива само по 1 час за почеток, додека да навикнат децата и да стекнат навика да доаѓаат и да бидат поредовни, но понатаму ќе биде со понфон. Бидејќи сега ќе предавам во 4 различни школи. Тоа се 11 октомври, Христијан Карпош, браќа Миладиновци и Крсте Месирко. Интересот е многу голем, децата изразуваат голема желба, сакаат да работат, среќни се бидејќи нов предмет е, јазикот си го изучуваат, има многу изборчиња што не ги знаат и они, но интересни им се и стекнуваат навика да научат кој е нивното знаме, која е нивната химна, бидејќи они не знаеат дека ние имаме и химна и знаме и учебници, дека се изучува тоа според нормално. Представниците на ромските невладини организации од Куманово истакнаа дека оваа борба за воспитно-образовниот процес на ромите траела долго, а воедно изразија благодарност до надлежните институции. На овој свечен ден за прв пат по толку години успеавме ромски јазик и култура да се воведе во основните училишта во општина Куманово. Тоа е еден добар гест и од страна на локалната самоуправа и од Министерството за образование, каде што успеавме со представници од невладин сектор и со граѓанските активисти да се воведе ромскиот јазик и култура, што значи дека нашите ромски деца ќе го изучуваат ромскиот јазик, културата, историјата, што останатите генерации или постарите генерации тоа го нема. Да, секако, ова е за нас многу значаен момент. Ова треба да влезе во историјата, зашто за прв пат ова се случува во Куманово. Во другите градови веќе ова многу одамна тече. За жал во Куманово ние касниме, но сепак сме среќни што се случува, што децата ќе го изучуваат литературно ромскиот јазик и култура, така да тоа ќе биде многу важно и за нас и за децата. А уште посреќен ќе бидам ако се вклучат и неромски деца
Директорката на училиштето Лидија Костич не го криеше за задоволството и се надева дека бројот на учениците во наредниот период ќе биде зголемен. Оваа година во соработка со невладин ромски сектор и со општина сектор образование успеавме да добиеме согласност за воведување на овој изборен предмет. Нашето училиште од вкупна бројка на 1247 ученици, 100 ученици се роми. Во генерација трето имаме цела група од 15 ученици роми, така да тоа е солидна бројка за нов професор кој ќе предава јазик и култура на роми. Охридскиот театар ја изведе представата Детектор за лаги синоќа пред кумановската публика во рамки на 18-тиот меѓународен театарски фестивал Денови на комедија Куманово. Представата е работена по текст на Витали Сигарев, а режијата е на Ненад Витанов. Машко-женските односи се во фокусот на представата Детектор за лаги, што вчера беше изведена во Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев пред публиката. Приказната зборува за двајца сопружници што дошле до критична точка да мора да побараат стручна помош од психијатар. Доколку тоа се случи во реалниот живот, тогаш почнува трагедијата. Во театарот таквата ситуација раѓа комедија. Не се работи за површна комедија што нуди обични гегови, туку бара влез во психологијата на ликовите, во нивните приказни. Представата покрај третирањето на прашањата на односите меѓу половите се наметнува како комична, фантастична фарса. Дали тоа може да се направи и со емоциите? Дали е можно со магично стапче да се решат љубовните проблеми? Оваа представа ги опфаќа токму овие проблеми. Во представата играат Јасмина Билаловиќ, Никола Тодоровски и Стрезо Стаматовски. Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Мили ЕУ Контакт Македонија, почнува локална кампања за подигање на јавната свест за климатските промени. Преку елементи на едукација и забава, оваа кампања се очекува да ја подигне свеста на младите за глобалните климатски промени и начините за справување со нивните негативни ефекти на локално ниво. Проектот на USAID за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Мили ЕУ Контакт Македонија, почнува локална кампања за подигање на јавната свест за климатските промени. Кампањата ќе се реализира во наредните 5 викенди во Студеничани, Пехчево, Делчево, Виница, Богданци, Кривогаштани, Прилеп, Боговиња, Маврово, Ростуша и Тијарце. Преку елементи на едукација и забава, оваа кампања се очекува да ја подигне свеста на младите за глобалните климатски промени и начините за справување со нивните негативни ефекти на локално ниво. Проектот на USAID за општински стратегии за климатските промени, спроведуван од страна на Мили ЕУ Контакт Македонија, е 4-годишна иницијатива која ги подготвува општините да се справат со локалните предизвици, предизвикани од климатските промени. Користејќи го иновативниот метод наречен Зелена агенда, проектот ги спојува заедно граѓанските организации, граѓаните и општинските тела за да развијат акциски планови заснувани на консензус кои се однесуваат на специфичните прашања на климатските промени, со кои се соочуваат нивните заедници и со цел да работат кон ублажување на нивните ефекти. Проектот ги зајакнува граѓанското општество со стимулирање граѓански активизам. Активностите се фокусирани на 8 општини. Дел од активностите вклучуваат енергетски ефикасна адаптација на јавни згради и објекти, изградба на нов општински резервоар за водоснабдување, вградување нов филтер во пречистителна станица за вода, поставување енергетски ефикасно улично осветлување. Министерот за одбрана на Република Македонија Јолевски ги повика сите граѓани на Република Македонија кои имаат завршено високо образование, говорат англиски јазик и се помлади од 28 години да се пријават на конкурсот за обука на пилоти. Министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски за време на презентацијата на петата генерација слушатели во Центарот за обука на пилоти ги повика граѓаните на Република Македонија кои имаат завршено високо образование, говорат англиски јазик и се помлади од 28 години да се пријават на конкурсот за обука на пилоти. Оние кои ќе го поминат селективниот процес воден од искусни пилоти инструктори од Израел, нагласи Јолевски, ќе имаат можност да добијат високо квалитетна обука и да станат пилоти на армијата на Република Македонија. Пред нас се талентирани и внимателно селектирани кандидати, кои во Центарот за обука на пилоти на армијата на Република Македонија во следните 18 месеци ќе имаат обука која ќе ги направи високо професионални пилоти, спремни за сите предизвици кои со себе ги носи пилотскиот позив, рече министерот Јолевски во обраќањето.
На презентацијата се обрати и директорот на Центарот за обука на пилоти, Јари Шрага, кој го истакна потенцијалот кој го има овој современ модерен центар за обука. Тој им посака на новите кадети успешна и безбедна обука на нивниот пат да станат пилоти. Полковник Томас Батлер, одбранбено аташе на САД, акредитиран за Република Македонија, кој присуствуваше на промоцијата, информираше дека Македонија е поканета да номинира млади луѓе да конкурираат како меѓународни студенти за слободните места на Академијата на воздухопловни сили на САД во Колорадо Спрингс. Вчера вечер на сцената на Националната установа Центар за култура Крива Паланка беше изведена представата на шинците на актерите од театар комедија Велко Кнев при Народното читалиште Кирил и Методи од Тополовград, соседна Бугарија. Гостувањето е дел од пријателската соработка на културно ниво која гаат двете установи. Во рамке на понудата на Кривопаланичкиот дом на културата, на репертоарот беше поставена представата на шинците во изведба на актерската екипа од театар на комедија Велко Кнев при Народно читалиште Кирил и Методи 1894 од Тополовград, соседна Бугарија. Ова име второ гостување во Крива Паланка, поминато годишното представување на театарскиот фестивал, а и овој пат успеа да го задовола театарскиот вкус на публиката. Веќе подолг период културните установи од соседните земји остваруваат успешна културна соработка, информираше директорот на Националната установа Центар за култура Александар Ангелов. Па ние имаме една добра соработка, значи со Тополовград, со Народното читалиште од Тополовград и минатата година учествува на нашиот театарски фестивал. Оваа година, значи да не биде дека секоја година учествуваат на театарскиот фестивал, оваа година се договоривме во рамките на програмата. Вечерва има можност граѓаните значи да ја погледнат оваа театарска представа, што сметам дека беше многу интересна и тие се тука во Македонија, ќе гостуваат и во Демиркапија. Значи направивме контакти со повеќе градови, значи кога ќе дојдат во Македонија да може да биде прикажена на повеќе места. Минатата година на нивниот театарски фестивал, значи представивме нашата изложба на карикатура од невестинското поклонение во село Конопница, значи меѓународниот конкурс за карикатура. Имавме уште една успешна изведба на представата која прикажува комичен осврт на едно село со сите негови ликови, вели директорот на Бугарскиот театар и наедно еден од актерите. Вече втори пат идваме в Крива Паланка, миналата година през месец септември също участвахме тук в фестивал, мисля, че имаше в Крива Паланка. Ние бяхме приети изключително радостно, както и тази вечер, и от кмета на община Крива Паланка, и от директора на културния дом, за което сме им така много благодарни. Специално това представление вече го играем за 12-ти път. Тази вечер приема се много добре от публиката. Вече е играно в Черноморец на морето, в Тополовград няколко пъти, в Симеоновград и други градове в България. С тази постановка излизаме за пръв път извън пределите на страната. Тази вечер играхме в Крива Паланка, утре ни предстои представление в Демиркапија. Љубителите на театарот представата има можност да ја погледнат бесплатно. Рейтинг агенцијата Стандард и Пурс го потврди кредитниот рейтинг на Република Македонија од ББ- со стабилен изглед. Ова е исклучително добар сигнал за странските инвеститори, со оглед на тоа дека оваа кредитна агенција предходно во 2015 година го намали кредитниот рейтинг на Русија на ББ+ од БББ, а на Хрватска и го намали изгледот од позитивен на негативен. За растот агенцијата очекува во следните 4 години истиот да биде поддржан од започнатите капитални инвестиции, од приливите од странските директни инвестиции, како и од континуираниот раст на извозот. Од 2010 година извозната активност заедно со експанзивната фискална политика ја поддржа економијата и помогна во намалување на невработеноста, се вели во извештајот.
Агенцијата забележува и раст на личната потрошувачка, поддржана од ниската инфлација, што придонесе за економскиот раст. Нивото на јавен и државен долг, како што наведува агенцијата, е умерен. Со околу 2,4 милиарди долари, нивото на девизните резерви е висок и е силна поддршка за одржување на фиксниот девизен курс. Банкарскиот сектор е стабилен, добро капитализиран и обезбеден со депозити. Македонската регулатива и поставената супервизорска рамка овозможува справување со ликвидносниот ризик поврзан со потенцијалните повлекувања од мајките банки, се наведува во извештајот. Албанската полиција заплени 3 тони канабис. Засилена контрола на австриската граница. 11 пратеници во Вануату, кои скандалозно беа помилувани, се уапсени поради откако помилувањето беше поништено. Следуваат вестите од светот. Албанската полиција заплени 3,2 тони канабис во голема операција во планински регион близо Гирокастро. Полицијата не уапсила никого и не наведува за осомничени. Според албанската влада во минатата година бил уништен канабис кој можело да биде продаден за 7 милиарди евра, сума која е 2/3 од бруто домашниот производ на државата. Поради одлуката на Унгарија да ја затвори границата со Хрватска, австриските власти презедоа мерки во очекување бранд-бегалци на својата јужна граница. На границата на Австрија спрема Словенија во покрајните Корушка и Штаерска заострени се граничните контроли. За да се изврши засилен надзор, Министерството за внатрешни работи на Австрија ја повика армијата на помош. Повеќе од 300 војници од 7 и 6 бригада на специјалната единица, како и од 4-та оклопна бригада се ставени во приправна состојба и ќе извршуваат должност во Корушка и Штаерска. Со тоа се зголемува бројот на војници на задачи за асистенција на полицијата на околу 1450, јавуваат австриски медиуми. 11 пратеници во Вануату кои скандалозно беа помилувани се уапсени откако помилувањето беше поништено. Тие се дел од вкупно 14 народни избраници обвинети за корупција, меѓу приведените и председателот на парламентот Марселино Пипита. Тој го искористил патувањето на председателот на државата Болдуин Лонсдейл во странство за да ги помилува своите колеги сами од себе си во функција на вршител на должноста, председател на државата. Председателот се врати во државата пошто го поништи указот за помилување. Пратениците беа прогласени за виновни за корупција од Врховниот суд, бидејќи добиле подкупи од 1 милион вату, 9.000 долари за да ја соборат претходната влада. Пипите изјави за американски медиуми дека потегот го правел за да ја заштити стабилноста на Вануату, мала островска држава во Тихиот океан со население од околу 270.000 луѓе. Попладне во ракометарките на Куманово во дербито на суперлигашката конкуренција загубија од втората екипа на Вардар со 32-27. Во спортската сала се одигра интересен меч, а ослабнатиот состав на Куманово пружи силен отпор на реномираниот состав од Скопје. И на овој направа се види дека ракометарките на Куманово се екипа за почит, давајќи силен отпор на силната екипа на Вардар 2, која е составена од неколку репрезентативки. Поразот од 31-27 можеше да биде и поинаков, доколку Кумановки одигра многу подобро во првото повреме, кое го загубија со 7 голови разлика. Во вториот дел, во еден момент Куманово набали на 3 гола, но тоа беше се што направија на овој напревар. Почетска храбро се носевме против силната екипа на Вардар, прикажавме завиден квалитет, особено во второто повреме, меѓутоа го изгубивме на преварот. Ништо не е страшно, продолжуваме понатаму. Не е страшно ништо, продолжуваме понатаму. Се боревме колку што можевме, дадовме све од себе и мислам дека таму ќе им вратиме дупло. Мислам дека таму можеме да ги победиме. Тие се јака екипа, но ние не се предаваме и ќе дадеме све од себе. Може да очекуваме оваа година од Куманово добри резултати. Видовме дека ова ваша екипа има огромен потенцијал. Па се надеваме на добри резултати и ќе продолжиме многу подобро од што можеме и ќе освоиме едно од првите 3 места, се надеваме на тоа. Марковиќ, честитки сепак и покрај поразот за борбеност и за желбата за успех. Вардар е силна реномирана екипа, меѓутоа да ни кажеш ли краток осврт за овој напревар. На почетокот стартот ни беше многу лош, после почнавме се некако се уклопивме, но сепак не беше доволно за прв да ги стигнеме 7 минус разлика која имавме на полувремето. Среќа не беше на нашата страна, Вардар е сепак Вардар, но за нас ова не е ништо
негативно, продолжуваме понатаму, верувам во мојата екипа дека ќе продолжиме уште појако и да газиме да останови победи. И уште еднаш, ова екипа која е составена од моште талентирани ракометарки пред себе има одлична иднина, но ќе биде потребна многу поголема пред се финансиска поддршка. Нашиот ракометен женски првак ЖРК Вардар во моментов во Јане Сандански го вгостува Ѓер во воведното коло од новата сезона во Лигата на шампионките. Мислам дека Ѓер е главниот конкурент на Вардар во оваа група, а дополнително е тешко тоа што ова е прв надпревар. Секогаш првиот е најтежок. Ете мораше да биде со Ѓер и среќа што го играме на домашен терен. И јас неискрено се надевам дека салата ќе биде полна и ја повикувам публиката да дојде во што поголем број да не бодри. Вели Индира Кастратовиќ. Вардар во групата покрај со Ѓер и со Хипо и Митиланд. Надпреварот со двојниот европски првак е во 2015, а треба да покаже колку црвено-црвените навистина се подготвени за силен влез во сезоната. Денеска во Куманово се одржа семинар за боречката бразилска вештина џиу-џица, а организатор беше домашниот клуб The Strongs и Druts Beach. Покрај домаќинот учество зедоа и други екипи од Македонија, а специјален гост беше и првиот човек на федерацијата Ивица Алексовски. Карактеристика на оваа боречка вештина е реалната самоодбрана во секојдневниот живот, а техниката е применлива од најмалата до најстарата возраст. А господин Стефановски, која е денеска главната цел на овој семинар? Целта на денешниот настан, на денешниот семинар е промоција на оваа боречка вештина, значи на бразилската џиу-џица во Куманово и изучување на нови техники кои ќе ни помогнат да напредуваме како борци, така и како клуб. Како ви интересот за овој спорт во Куманово? Па во последно време можам да се пофалам дека имаме се повеќе членови и интересот експоненцијално расне. Колку членови брои вашиот клуб? Па во моментот имаме над 10 редовни членови кои што дел од нив се и надпреварувачи кои на турнирите во Македонија, така и надвор. Генерално во Република Македонија има ли интерес кај младата популација за овој спорт? Сепак ова е нешто новина во нашата држава. Да, во последно време имаме све повеќе и повеќе благодарение на нашата работа, благодарение на нашите успеси, формирањето на нашата федерација за бразилска џиу-џица, отварање на нови клубови, промовирање на оваа вештина преку семинари, како во нашите клубови, така и во одредени државни институции како што се војска, армија, основно образование, средно образование, така на секој начин делуваме да ја доближиме поблиску до граѓаните и како што кажав на почетокот, во последно време имаме зголемен интерес за оваа боречка вештина. Слушай, за каква боречка вештина се работи, да не јасите вака во кратки црти? Че оваа боречка вештина е релативно нова боречка вештина, како систем, како концепт, кој што во светот се развива со голема брзина. Борбата почнува секогаш во стендап и претежно завршуваме на пот, каде што се главните одлики на оваа боречка вештина. Благодарение на Ultimate Fight на ММА борбите во Кафес, кој што сме научили ние да ги гледаме секој ден на нашите телевизиски екрани, оваа боречка вештина е секој ден се популарна, се позастапена во клубовите и повеќето клубови каде што не се увежба оваа вештина сакаат да изучуваат за да можат да напредуваат во одредени сегменти на нивната игра, особено во ММА борбите. Колку клуба партиципираат во напредувањето? Во нашата федерација во Република Македонија, кај што сум претседател, имаме околу 10 клуба, имаме во Скопје, во Охрид, во Прилеп и во Куманово и заедно се трудиме да ја дигнеме оваа боречка вештина на повисоко ниво. Инаку оваа дисциплина за прв пат во Македонија е регистрирана во 2010 година, а првиот шампион е Роберт Наумовски. Започнаа возбудувањата и во најквалитетното надпреварување на стариот континент Евролигата, а веќе првото донесе интересни дуели, поточно на стартот загубија и двата шпански гиганти Барселона и Реал Мадрид. Следуваат вестите од меѓународен спорт. Најкорисен играч во почетната рунда беше центарот на Олимпијакос Патрик Јанг, кој одигра одлично против Цедевита. Запиша 16 поени, 6 скока, 2 асистенции, 4 блокади и имаше 2 украдени топки. Потегот пак број 1 му припадна на Дариус Милер од Бронзе Баскет, кој имаше моќно забивање на пресметката со Уникаха. Организацијскиот комитет на светското првенство во Германија од 2006 година ги купил гласовите на азиските членови на извршниот комитет на ФИФА со фонд од 10 милиони швајцарски франци ставен на располагање од тогашниот директор на Адидас.
Роберт Луис Драйфус, француски бизнисмен, кој го водеше Адидас во доцните 90-ти, како и на почетокот на 2000-тата, најверојатно ги позајмил парите и му ги дал на располагање на организацијскиот комитет, предводен од Бекенбауер. Роналдо својата светска популарност ја стекна со своите феноменални игри како член на Манчестер Юнајтед, клуб од каде подоцна направи рекорден трансфер во 2009 година, засилувајќи го Реал Мадрид за неверојатни 94 милиони евра. Сепак последната приказна која обелодени реномираниот ФИФ Про се должи на фудбалските почетоци на фантастичниот Кристијано, кој првиот трансфер го направил на само 10 години, кога Национал се одлучил да го купи од Андрориња за смешна оштета од 2 комплети на фудбалска опрема и 20 топки. Како и да е, најбогатиот трансфер на Роналдо е оној од Олд Трафорд на Сантијаго Бернабеу, кој го чинеше кралскиот клуб рекордни 94 милиони евра во тој момент. Времето во Македонија денеска беше промениво облачно со сончеви периоди. Да погледнеме метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Благодарам за вниманието, пријатна вечер.